Навистина сум горда што делегација од Северна Македонија, од четворица учесници, меѓу кои и јас, учествуваше на форумот, политичкиот форум на високо ниво, на кој што се презентираше доброволниот национален преглед. Доброволниот национален преглед нашата држава за прв пат го припрема и тој дава една слика или проценка за тоа на кој начин се усогласени развојната агенда 2030 со европската агенда и нашите стратешки приоритети. Утврдивме дека 83% од она кое што значи национално законодавство, стратешки документи, акциони планови се усогласени со глобалните цели за развој. И тоа укажува дека ние и како влада, но и како држава сме на правата патека, да тоа ги оствариме целите кои што се во целиот свет зацртани како потребни, се со цел да се постигне развој на општествата и на државите. Во овој процес учествува и навистина голем придонес дадоа и младите, и граѓанските организации, реалниот сектор, но исто така голема благодарност и од UN сектор, и UN агенциите и резидент координаторката, која што навистина даваше постојан придонес за да овој документ биде направен. Невладиниот сектор даде активен придонес во подготвувањето на овој документ. Главните постигнувања во изминатата декада во делот на луѓе се однесуваат на намалувањето на релативната сиромаштија од 26% на 22%, намалување на доходовната нееднаквост и забележување на пораст на средната класа, меѓутоа исто така и преполовување на стапката на невработеност. Во делот на жени, клучните постигнувања се однесуваат на намалувањето на родовиот јас во плати. Сепак, нас ни преостануваат уште низа на предизвици. Во делот на пазарот на труд, клучните предизвици остануваат ниската неактивност, меѓутоа исто така и потребата за повисока продуктивност. Потребата за повисока доходна еднаквост останува и понатаму еден од клучните предизвици. Меѓутоа, многу посериозен предизвик е еднаквоста на можности, која што е особено изразена во раното детство и истата треба да биде обезбедена. Ние веруваме дека еднаквоста на можности може да биде двигател на просперитетот, да го зајакне економскиот одржлив развој, меѓутоа исто така да биде едно од решенијата за повисока продуктивност во економијата. Дигитализацијата како една од најважните гранки во овој момент со ковид кризата, а секако ќе биде и иднината на сите држави во светот, е многу важна за развојот и за поставување на одржлив развој на една држава. Ние сме како ИКТ сектор многу задоволни дека сме присутни и сме вклучени во изработување на овие стратегии кои што ги прави државата. Јас мислам дека без ИКТ секторот веќе ниедна економска гранка нема да може да биде успешна, заради тоа што престои една сосема поинакво гледање на работите во економијата, како и во школството и во сите други сектори и гранки. Ми представува особено чест и задоволство да зборувам во име на младинската мрежа YPR и сите оние предизвици на кои што младинската мрежа има работено за младите во нашата земја. Во изминатиот временски период меѓу 2014 и 2020 година, она што е исклучително важно да се напомене е колку на инклузивен начин младите учествувале во различни активности ширум земјата за да се работи на целите за одржлив развој, особено за поквалитетно образование, подобри можности за вработување на младите, како и овозможување на поквалитетен здравствен систем во нашата земја. Она што е исклучително важно да се напомене е дека никој не смее да биде изоставен. Исклучително важно е во интегративниот процес на суштинско работење за младите и да бидат вклучени сите млади и сите инклузивни категории во нашата земја. Ви благодарам.